Ево, живо поздрав од ресторан Ексклузив. Продолжуваме со емисија за Куманово, број 181. Денес имамо едно правога господина, интересантен соговорник и надамо се дека ќе слушнете многу убави работи од негов живот, од негову богату биографiju, али на почеток ја ви се кажа да го поздравувам овој прилику нашега од овој емисија пријателја. Знаете дека ја беше у Београд, снима репортажу за чувна компанија Тодоксин и овој прилику ќе ја покажу еден фантастичен производ кој се вика Имунобазик. Ова е за имунитет сега како со зимски временски услови, да го подигнете имунитет, да го јачате организам. Еве го овој прав препарат на право место, кој се пишува што има састојци и помага за многу работи како превенција на вирусни заболувања, на бактериски и на оние најтешки. Значи, од овој денешна емисија, наш пријател НОП Тодоксин, компанија која работи и приведува у Београд. Денеска наши ваш гост е, како што кажа господин Ѓорѓе Андов. Иначе, како да го крсту сега, кумановски велешанац или велешки кумановец? И едно и друго. Ѓорѓе, како сте, да ве прашам прво? Добро, фала Богу. Иако имате 76 години, витални сте, здравје ве служи и далje, да биете овакој весели, расположени и прво да ја прашам како ви е здравје. Релативно добро. Активни сте, искачате по чаршију, идете... Да. Излегувам се Што вика кумановци, не сте затворени дома да седите? Не. Излегувам се, среќавам со пријатели. Да. Одиме на кафе. Ваш живот е бил интересантен, али на почеток и вас ќе ве прашам, како и сви мои други соговорници, ви сте родени у Велес, веројатно негде у центар на град или? Да, во строгиот центар на град. Велес е град кој што е на стрмни редови. Да. За да подоцна, да речеме, кога ја веќе бев у Куманово, моите родители ја продадоа таа куќа и се оцелија малку подалеку од центарот. Меѓутоа сега со текот на времето и тоа таму кај што се оцелија, и тоа е центар. Ели, градовите се менуваат. Ти си, Ѓоре, интересантно родено, фактички после рат одма. Да. Памтиш од детство у Велес како е било после рат? Нормално и у ваш град и свугде е било сиромаштие, не е бил висок стандард. Па, ја не би се сложил дека беше сиромаштие, беше скромност, владееше скромност. Се во рамки на скромноста, меѓутоа не бевме гладни. Оно што ми останало во сеќавање, паѓаше многу снег. Сеќавам дека снегот беше преку 1 метар. И ние како првачиња кога одевме во училиште, секој беше должен пред својата куќа да направи стаза, да направи патека, за да можат пешаците да се движат. Снегот беше повисок од нашата висина на деца од прво одделение.
Инаку немавме играчки, како деца, сами си правевме играчки. Имавме парталова топка со која игравме на некоја ледина. Имавме занимации и бевме среќни и задоволни. Затоа што сите бевме исти во тој поглед. Немаше некој да одскокнува па да му бидеме љубоморни. Не постоеше некоја еднакост во облекувањето, и така да не постоеше завист, не постоеше никаква љубомора. Играта заменуваше се. Овој прилику треба да ги спомнеш твој татко и мајка кои се заслужни за твој успех у живот, и овој прилику би било добро да ги кажеш за твои родители некој збора. Моите родители, татко ми беше железничар, работеше, неговата смена траеше 24 часа. Наутро од 6 до утре, наутро до 6. Тоа е едно деноночие. Па потоа 24 часа ќе има одмор, па наредната смена ќе биде 12 часа, од наутро од 6 до навечер до 6, до 18. Во железница работата беше сврзана со висок ризик, тоа се возови, Да, тука и меѓународни возови се и меѓународни возови за Грција. Тие експресни возови, така ги викаат тогаш. Мора да обрне големо внимание за да си го сочува сопствениот живот. Да. Што возот е опасна работа. И него често пати го преместува, они железничарите беа како војската и полицијата ги преместува. Го премести во Гевгелија да работи. Таму работеше 2 години. Го премести во Битола. Таму работеше 1 година. Го премести во Гостивар, кој што е доста далеку од Велес. Таму работеше исто 2 години. Ние како фамилија не се селевме, а он таму беше самец. Живееше во тие нивни железнички колонии, таму се хранеше сам си подготвуваше храна и така натаму. Железница е била специфична, пошто мој татко исто е бија на Куманово, многу одговорна работа. Не си има едноставно право на кикс човека. Не си имал право да испиеш ниту една чашка пред да појдеш на работа. Не си имал право да славиш некаков државен празник со употреба на алкохол. Прво и најважно, од високиот ризик за сопствениот живот, а потоа во однос на одговорноста пред службата. А што е работела ваша мајка, Ѓоре? Мојата мајка беше домаќинка, не беше вработена. Ние бевме 4 деца, сестра ми е најстара, родена 37 година и е жива и здрава се уште, и нека биде жива и здрава таму во Велес. Па имам брат роден 39 година, кој што исто е жив и здрав. Па после него у Велес. После него уште еден брат 42 година и јас сум најмал, роден 46 година. Ете така, 4 деца, домаќинката мора да води сметка за нив, да ги пере, да им спрема ручек, вечера, доручок, да се грижи за нив и така натаму. Немаше тогаш современи уреди како сега, машини за перење на садови, машини за перење на алишта, немаше ни водовод. После се уведе некаде 60-тите години, се уведе водовод во дворот, се уведе чешма, која што беше поврзана на градската мрежа. А интересантно ти кажа, еве, и у емисију за Куманово, вие, мои соговорници, 180 душе, сви кажуваа дека тоа време зимско е било многу снег. Неверојатно, вика, и тоа падне снег, вика, и трае с данови и стои и стои. Да. Лизгање по цел ден, кога ќе дојдевме дома жива вода, од лизгање немавме како сега некои специјални гојзерици, некои специјални... И нема како сега да се преоблечеш, па овој мокри чарапи... Има да се преоблечеш да дојдеш дома, ама нас не ни се доаѓа дома, цел ден сме таму. Да.
Ако ќе дојдеме дома жива вода, па некогаш се случуваше и да не натепаат. Цел ден си бил мокар, а не си дошол да се пресоблечеш. И веднаш ќе не пресоблечат, пошто може да се разболиме. Имаше вакцинирање, се сеќавам, точно во тие зимски месеци, кога почнуваше зимскиот одмор. Негде од 15 јануар до 1 февруар беше зимскиот одмор. Имаше вакцинирање против грип, против разни други заразни инфекции и така натаму. И ретко кој се разболуваше. Знам дека ќе не вакцинира некаде во левиот лакат горе, не лакат него рамо, и ќе не премачка со некое средство. И после неколку дена, ако дојде до реакција, ако дојде до силни болки, тоа значи дека е успешна инфекцијата. Ако нема болки, уствари успешна вакцината. А ако нема болки, значи вакцината не е успешна, треба уште еднаш да те ревакцинираат. Така, тоа беше. Не болеше, мали некои иглички ќе те боцнат малку, не се плашуваме од тоа. Основно школа се учие у Велес? Да, Свети Кирил и Методи. Памтишката е период у... Да. Не се викаше Свети, комунистичко време, Кирил и Методија. Немаше Свети, тоа беше строго забрането. Ние, учениците, во школа ни бранеа да одиме на верски празници, на Коледе, на Прочка. Меѓутоа, ние тоа го занемарувавме и си одевме на тие празници. И после Коледе во школа сите доаѓавме со джепови полни со ореви, со коштани, тоа што ни го дава на Коледе кога одевме од куќа на куќа. И учителките ни се закануваа, ќе ве водиме кај директорот, вие празнувате верски празници, срам ве било и така натаму него. Која ти бил учителка, Ѓоре? Учителка во прво одделение ми беше Зора. Одамна е покојна. После, кога почнавме второ одделение, она само еден месец ни беше учителка и незиниот сопруг беше, мислам, офицер, го преместија во Битола и она нормално мораше да си замине во Битола. И не презеде друга учителка што се викаше Загорка. И она не водеше во второ, во трето, за да во четврто одделение веќе имав учител кој што се викаше Аспарух, една е многу интересна личност, за кој владееше мислење во училиштето дека е престрог и дека е страшен. Немојте да се паднете кај него. Ако се паднете, он многу тепа, тогаш и тепање беше дозволено. Молим, за да првиот ден сите бевме скочанети каков ќе биде новиот учител, четврто одделение, а вториот ден сите бевме влюбени во него. Затоа што знаеше убаво да раскажува, имаше глумачки предиспозиции, па дури и глумеше во драмската секција на училиштето. Тој, Бог да го прости, Аспарух. Од сваког учител си веројатно по нешто научие како дете. Да. Jer karakteristika na to vreme je vika učiteljka ili učitelj je kako drug roditelj bio. Така. Еве што се случи. Истиот тој Аспарух кој што ја премногу го засакав и премногу после во текот на мојот живот во Велес и неговиот живот, он беше веќе пензионер, се среќававме, ја имав голем почит према него, се поздравувавме со една голема почит. И што се случи? Кога се женев, кога се регистрирав, се случи тој да биде одборник од општината кој што регистрира. Да. Кој што венчава. Случајно се потрафило. Ете така, најслучајно. И кога дојдов пред него, дојде ли ти кај мене? Сега ќе видиш, ја ќе те венчам и ќе ти дадам благослов. Лепа, кога.
Тоа е моето сеќавање. Еве, Ѓоре, имаме прилику да покажемо неколку слики од кога си бија мал, што вика, Кумановци, у школу. Така. Ова е некоја интересантна работа. 50 и некоја година Велес пишува. Да, тоа е драмската секција на училиштето. Тука сме 5-то одделение. Веќе имаме класен раководител и професор по секој предмет. Во драмската секција ете сум ја таму со кратки панталони, тоа е некаде на крајот на школската година, кога се ближи одбележувањето на 24 мај, словенските просветители. И ние имавме некаква приредба и ова е ја прикажувавме приредбата во театарот во Велес. Ова е сликано во театарот. Добре, имаш една слика одека. Штиците што живот значат. Ово е 61 година. Ова е 8-о одделение, веќе сме момчиња, Да. повозрасни. Класна раководителка ни беше Тања, ни предаваше македонски јазик, ни беше вака премногу не сакаше сите, знаеше да пламне, али во основа беше многу добар човек, многу фина жена. Знаеше да пламне кога успехот на писмена по македонски ќе потфрлеше. Да. И се сеќавам на еден момент, ги носи тетратките, тогаш бевме по 45 ученика во едно клас. одделение, или 40. И она ги носи 45 тетратки, ги прегледала и ги тресна овака. Од масата се дигна прашина, налутена. Што е ова? Што сте пишувале вие? Вие немате поим од македонски јазик. И прозива еден, друг, трет, единица, двојка, 3 плюс, доаѓа до мене, Ѓоре, 5 имаш, Ѓоре. И ме гледа овака, со еден почит. Нема прекор према мене, ја имам 5. Еве, останало осеќавање од класната раководителка Тања, Стојкова се презиваш. Дали еш како дете си покажуваја афинитет за глуму? Бије тега на некој начин бие потенцијал, што вика Кумановци, или тој се десило случајно или спонтано? Не беше случајно. Еве го афинитетот во претходната фотографија во драмската секција, тоа е почетниот афинитет. За да некаде во 6-то одделение се сеќавам професорката по македонски јазик на час за лектира го обработуваме Бегалка од Васил Илјовски или Ленче Куманович. И случајно, Ѓоре, ај ти читај го Аџи Трајко. Го читаме, го обработуваме, го анализираме. И ја го читам Аџи Трајко, меѓутоа го читам сега да не речем како истински Аџи Трајко, дете од 6-то одделение од 12 години. И она гледа, таа, вика, ти многу фино го читаш, ти така, имаш некои глумечки способности. Добро, фино. И сега она предава на сите 6-ти одделенија, заминува на час во наредното 6-то одделение и праќа еден ученик да го замоли професорот да ме пушти во тоа одделение кај што е она таа на час, да отидам јас да го читам Аџи Трајко. И јас заминувам, вика, деца, еве ова дете многу убаво го чита Аџи Трајко, еве ќе ви прочита он. И ти си бие веројатно среќен и радосен на тие моменти. Професорката ме вика, ме издвоила. И отидов таму, го прочитав, децата беа така одушевени, радосни. И она, фала Ѓоре, фала. Се вратив ја. Тоа се тие... А што се викале твои родители, Ѓоре? Имаја си подршка од нива? Па, нема подршка. Они сакаа да гледаат театар. Меѓутоа, нечија нивниот син да биде глумец.
Они така си имаа некои своји замисли. Нивниот син да биде лекар, да биде машински инженер, да биде и не знам што, така, тие, да речеме, афирмативни професии. Но, мајка ми, преку тогашната организација што се викаше АФЖ, Антифашистички фронт на жените, секој петок или секој втор петок има организирана представа во театарот, кај што одеа само жени. Но жените си ги водеа и децата. Да. И кога ќе дојдевме на влезот, жените се буткаат, оној што ги кине билетите, што е ова, нема место за вас, вие водите и деца. Така е. Така, реагира. Влегуваме во салата, место за мене нема, се разбира, и мајка ми ме става во скут. Во крило. Се прикажува македонска крвава свадба. Одеднаш се затемнува сцената, се затемнува салата и се слушаат истрели од пушка. Тоа е истрели на нивата кога Осман Бек доаѓа да ја граби Цвета. Али, пошто е тоа затворен простор, пошто е полно со луѓе, одекнуваат и стрелите како да пукал топ. И ја толку се исплашив, се симнав долу и се скрив долу под нозите на мајка ми. И кога се осветли сцената и она, кај ми е детето, кај ми отиде детето, гледа, абе, што си сте таму, што си отиш? Па ја почнав да се тресам од страв. Немој пак да почнат да пукаат. Абе, немој да се плашиш, вика, тоа е божемски, тоа е Кобајаги, ова е театар, не е вистински. Да. И така. Тука сум бил многу мал. Не сум одел уште во школа. И она сигурно немала на кого да ме остави, па ме повела со неа во театар. Да. Интересантна ова анегдота. Да. Еве, исто дека си бил многу млад на овој слиху. Па тука имам неполни 18 години во Велес. Сигурно нешто ме задолжиле да се сликаме нешто таму во гимназија. И така, од тоа време. А кажи некој збори за гимназија кога си учија. Гимназија у свак град во Македонија, еве Кумановска, е била бренд на образование и било е част и привилегија да учиш гимназију и многу е било строго, тражили се резултат. Да. Гимназија Велешката славеше 150 години. Кочо Рацин го носи името. Имаше стара зграда некаде кај градскиот пазар, која што сега е 8-годишно училиште, но после негде 55-56 направија нова зграда, кај што се смести гимназија и хемиска школа. И до ден денеска се таму и гимназија и хемиска школа ги делат просториите. После еден дел се догради, а одма до гимназијата беа касарни, Велешкиот гарнизон. Тоа беа бараки. После они ги напуштија бараките и изградија нови касарни на друга локација. Гимназијата ми беше вака, едно големо доживување. Посебно што кога почнав први клас гимназија, отидов во театарот и почнав да глумам во така наречената младинска сцена. Да. Кај што се собравме една поголема група, врсници, ентузијасти, го сакавме театарот, гледавме представи. Да кажеме дека тоа било се волонтерски, не е било за пари. Волонтерски, за да подоцна, кога ќе се вклучевме некои од нас на големата сцена, на професионалната сцена, они секогаш имаа некој недостаток. Да. Некој не недостаток, него некако немаа доволно глумци. И нас ќе не вклучеа, не сите, некој од нас на големата сцена. А на големата сцена ни даваа хонорар од представа. Јас се сеќавам некаде во 64-та година, така во летото, ми исплатија хонорар тогаш некаде вкупно за сите представи што сум ги играл,
околу 14.000 динари. 14.000 динари во тоа време, да речеме, е била можда една работничка плата. А како е било, Ѓоре, театарски живот или културно-забавен живот у Велес ти кога си бија млад човек? Биоскоп беше главното, мислам, главната забава. Одење во кино. Во театар не одеа сите млади. Одевме ние што го сакавме театарот, што ете ни беше преокупација, а главната забава биоскоп, каубојски филмови. Да. Ево да спомнеме Гари Купер, Гари Купер, Џон Вејн, па Глен Форд, па Клер Гајбал, како се викаше, Ава Гарднер, одосна се појави. Грета Гарбо, па одосна се појавија, да речеме, овие. И увек кино е било, не само у Велес и у Куманово, пуна сала е било. Па имаше представи предпладневни, Да. од 10 сат, на кои ние младите одевме најмногу на тие представи, не на вечерни, него на овие од 10 часот. И после навечер имало. Така. Значи, биоскопот е бил главно, имаше игранки, матинеа, Да. игранки што беа предпладне, да речеме, во младинскиот дом. И се одеше на фудбалски утакмици. Борец. Борец, не борац, борец беше он. Борец, да. Да. За да во еден период ракометниот клуб во Велес почна да игра во прва сојузна лига. Имаше квалификации И во тогаш, Велес. извини, ке те прекинем, Да. од Куманово играше Чедомир Трајановиќ. Чедомир Трајановиќ, Борец. од Табановци. Не од Табановци, но од Куманово. Ја мислам дека он е од Табановци. Да, али у Куманово тој не Драјан Стопаревиќ седеа. Знам, али тоа е подоцна. Да. Сега таа Тоа зграда. беше кај што такој сега- висок корпулентен играч. Го знам ја, таму го запознав. Да. И ние се познававме. Оттаму се познававме. И Борец имаше многу добра екипа тоа. Да. Па дојде еден Славе Димитров од Битола, па имаше еден ракометар од Велес, беше, Да не играе, да не сум грешка, ја ти ме исправи Масларков. како? Масларков е Тој е подоцна. 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 Ја говорам за ова време славниот ракометар голгетер Гајдов, Гајдо. Ѓорѓи Гајдов, он беше веќе југословенско име. Да не е новој новинарот Љубомир Гајдов нешто. Љубомир Гајдов се он е некој далечен род, Аха. меѓутоа Љубомир Гајдов и татко му, мислам дека Стефан Гајдов му е татко. Не знам, може. Да, Стефан Гајдов му е татко, они се веднаш после војната одселени во Скопје, Скопје. а овој беше, што да ти кажам, пак е веќе повторам, југословенски ракометар. Кога ќе дадеше гол, можеше да се случи да ја скрши стативата. И тогаш се играло на отворено, не е имало сала. Се сеќавам на квалификациите. Дојдоа од, ми се чини, од Титова Кореница во Велес и тука се одиграа тие надпревари и Борец победи и влезе во прва сојузна лига. Меѓутоа публиката беше толку одушевена, тоа беше масовно присуство, да не може да ги совере дури. Па ги донесоа, ги симнаа камбаните од црквите и ги донесоа на игралиште. Да. И почнаа да удараат во камбаните на игралиште. Да се слави победата. Победата, да. Борец влегува во прва сојузна лига. Браво. Еве тоа е едно мало резиме на богато спортско историја на Велес. Така. И неколку години они играа Да, во да. прва сојузна лига. И Велес и континуитет на рукомет има многу дугачак. Да, да. На кошарку од време на време, бар тако ја На мислам. кошарка ја не се ни сеќавам, меѓутоа ракометот беше присутен повеќе години беше присутен. Повеќе години, да. Сега, да ни кажеш, ти завршуваш средњу школу и запишуваш факултет. Да се Веројатно. вратам на моментот кога дојдов во младинската сцена. Тука имавме репертуар на
наречеме 10 представи во кои јас сум играл. Имав многу солидни критики и да ја спомнам неповратната представа Црвено и сино во вино житото. Премиерата прикажана некаде во март 1963 година. Што символизира таа представа? Тоа е кинеска представа, односно представа од некој си кинески писател, љубов меѓу двајца млади. Едниот е Сиембо, тоа е машкото, кој го играм јас, а девојчето е Јинг Тај. Една нивна трагична љубов. Тоа трагично завршува. Тогаш беше малку невообичаено кинески текст, меѓутоа, ете, ние ја подготвивме, ја прикажавме, публиката ја прими, беа одушевени, имавме прекрасни критики. Еве, Дали го покажа? тоа е Тоа е таа екипа. Тоа е таа екипа. 63 година, 16 март. 16 март. Да, Тој се све твои врсници. така. Врсници. Горе-доле, да. Горе-доле, година, две, можда разлика. Ја им се сеќавам и на скоро на сите на имењата на учесниците. Јинг Тај беше Роза Андреева, моја соученичка од гимназија и од основно се разбира. Она заврши медицина и се омажи во Белград. Таму живее сега. Таму живее, се разбира ако е жива. Сигурно. А немате контакт, не? Немаме контакт. Она не дојде на ниједна јубилејна прослава на матурата. Така да немаме информации, да предпоставиме дека е жива. Да. Имав уште некои, да речеме, представи, два цванцика, тоа е од Милован Глишич, овој српски писател. Тука играв некоја мала логичка, па имавме Оливер Твист, па за да некаде во малку да се вратам назад, во 62 година ја имавме Шарената топка од словенечкиот писател Игор Торкар, кај што ја играв. Така ја секогаш бев малку сериозен, малку повеќе сериозен и све некако ми даваа да играм некои офицери, некои... Ја играв германски офицер во таа представа. А тука беше вклучен Васил Тоциновски, ако си чул за Имам него. слушато за Васил Тоциновски. Он е професор на филозофскиот факултет. Беше едно време долги години уредник во телевизија Скопје, да. па беше и директор на втората програма. Па беше добро, другите. И овој трсатна слика од 65 година. Тоа е Маскенбал Да. во хотелот Интернационал, во барот на хотелот Интернационал во Велес. Да. Тој бие едини репрезентативни хотел од тоа време во Велес. Во тоа време да, а сега е руина. Не работи, не постои. Постои, али... И уште нешто да додадам, значи Шарена топка, за да некаде во летото 64 година на репертуар на професионалната сцена е нажалена, не, покојник од Бранислав Нушич и на таа представа некаде во јуни месец 64-та, кога веќе треба да настапи годишниот одмор, веќе е надвор многу топло, го повикуваат да гостува Петре Прличко во главната роља. Павле Марич, тоа е оној што му го граба богатството на инженерот, покојникот. И доаѓа Петре Прличко, ја играм во таа представа и имам само две појави, од кои јас се викам Миле, љубовник на господјата Рина. Господјата Рина е жена на Павле Марич. Тоа е едната појава со неа,
А втората појава ми е со Прличко. И прв пат имам шанса, имам прилика да се сретнам со великанот на македонското глумиште Петре Прличко. Да се сретнам на сцена. А сега, Ѓоре, каде го пратија филм назад, твои некои овакви согледување или видување, каков човек е бие Петра Прличко? Извонреден. Ја ќе се вратам пак на него, пошто имаме овде негово гостување во Куманово. Меѓутоа, ова само да го докажам. И сега кај мене се створи една трема, еден страв. Со Петре Прличко треба да... И излегувам на сцената, а он никогаш не можеш да предвиди што све ќе направи. Нешто што не го направил во претходната представа. Нешто ново, со кое што ќе те насмее. И влегувам ја на сцената, така се трудам да бидам сериозен, да не се насмеам. И он одеднаш имаше залепени мустаки, така успеа да ги со гес со устата да го подигне левиот дел од мустаките. Па пошто го помрдна увото, што го предизвикува смеа кај соговорникот, кај партнерот. Ја се совзедов да не се насмеам, така заврши сцената. Тоа ми беше така едно големо доживење. Убаво искуство. Да, убаво искуство со Петре Прличко да играш. Еве да го покажеме така натаму. овој период од Велес, дека е 62 година. Ова е... Да. Овој човек, постариот што е, Келав, беше глумец, режисер и долгогодишен директор на театарот. До него со брадата е Ѓорџи Варошлија, за кој зборувавме дека беше директор на Радио Скопје. Овој што стои горе од левата страна е Боре Ангеловски, кој што створи сопствено име, меѓутоа и он е покоен. Тука е Димитар Грбев, познат монтажер на македонската телевизија. Познат монтажер. Па и неговата сопруга е монтажер и неговиот син е монтажер. Мики Грбев. Тоа се створи некоја традиција кај нив. И така, еве, тоа е, мислам дека представата е Геновева. И нормално, еден од најбои моменти у ваш живот е веројатно матурска вечер, 22 мај 65 година. Да, завршуваме гимназија. Тоа се памти цел живот. Да, во барот, во хотелот Интернационал. Тука излеговме таа група што сме да пееме. Малку бевме и напијани. Па нормално. Матура. Млади не можевме да. многу да носиме алкохол. И така. Така е. Али убаво, тоа стане осеќање. Да, така. Како те носи пут после завршување на средна школа? После завршување на средната школа, јас се запишувам на правниот факултет во Скопје. И положив неколку испита, за да после така малку почнав да не се наоѓам себе. Повторно почна да ме заморува театарот, театарската уметност. Многу одев во Скопје, многу гледав представи. Да. Пошто живеев во Скопје. Гледав представи во Драмскиот театар, гледав представи во Македонскиот народен театар, во она монтажна зграда сега, Каршинова, Македонија. Да. Таа зграда се направи веднаш после земјотресот, пошто стариот театар се сруши. Односно не се сруши, туку напукна од последици од земјотресот. Меѓутоа тогашните власти после тоа решија да го урнат и направија монтажна зграда и театарот се пресели во монтажната зграда. И таму ја одев многу често пати и гледав представи како публика. Може би и тоа повеќе така ме врати назад
За да во еден момент да речем, добро, ја ќе ги напуштам студиите и ќе се посветам на театар. И конкурирав некаде во 70-та година, конкурирав во Кумановскиот театар, излезе конкурс во Нова Македонија за прием на еден артист и излезе конкурс во Битолскиот театар за прием на 20 глумци или артисти, така, повеќе ги викавме артисти во тоа време, од она латински арс артис. Да. И ја конкурирав, дојдов, полагав аудиција во Куманово, бев полагав аудиција и во Битола. И ме примија на двете места. И после така малку размислував што ќе правам сега, каде да одам. Дали да одам во Битола или да одам во Куманово. За да во еден момент да одлучам, ќе одам во Куманово. Што е било пресудно да отидеш? Не знам што е било пресудно. Не знаеш? Не знам. Ето. Сум чул, Битола е многу студен град, многу ниски температури и така натаму. Можда тоа е влијаело на мене, не знам. И ќе одам во Куманово и дојдов во Куманово на 1 октомври 1970 година. Кој кога полагате приемни, што го викамо? Па во комисија беше Ѓоко Николовски, Милојка Ковачевиќ, ја знаеш Милојка, или не ја знаеш? Чуја сум. Чуја си. И Драги Димовски, директорот, Шетко, само не седеше со нив, седеше таму на страна, малку во мрак, во салата. Салата беше замрачена. Сега да ни кажеш, ово е многу интересантно, Ѓорѓи. Што те прошив, што полагаш ствари? Си спремил текст по свој избор. Јас спремив еден текст од представата Заточениците од Алтона. Тоа е текст од Жан-Пол Сартер. Ја го обожував тој текст. Го сакав премногу. Се прикажуваше представата во Велес и мене ми дадоа една мала логичка, дури немав ни текст. Американски војник, облечен во американска воена униформа, Добро. во 46-та година, нели, американците го окупираат Берлин и цела Германија, американците и русите, нели? Така. И во американската окупациона зона, ова се случува во Хамбург, фамилијата Герлахови, стариот Герлах е собственик на фирма која што произведува бродови во Хамбург. Хамбург е најголемо пристаниште во Европа. Да, Европа. И он произведува бродови за воената морнарица на Третиот рајх, на Хитлер. Да. И никој не смел да го погледне настрана. За да неговиот син Франц, 18-19 годишно момче, во тоа време, некаде 41 година, полно со идеали, помалку има отпор према нацизмот, спасува еден еврин и го води дома да го скрие во подрумот. Меѓутоа некој тоа го видел и јавува на Гестапо. Гестапо доаѓа и го убива евреинот пред негови очи. Али он е син на Герлах. Да. И одат му кажуваат на таткото вика, добро, го врти телефонот, му звони на Гебелс. Гебелс чувани, да. Да. Вика, Гебелс, вака и овака, син ми направил некоја мала, некоја незгода, скрил еден евреин. Добро, вика, ајде, син ти, ќе го пратиме на фронтот во Русија. И го праќаат на фронт. Тоа е казната. Иначе на лице место треба да го убијат. Ако не е син на Герлах. Сега ја завлегов малку повеќе во некој увод. И комисија е била задоволна? И комисија беше задоволна. Имаше уште еден со мене што полагаше,
и уште една девојка. И Драги Димовски пресекол, овие Џоко и другиве биле да го примат тој другиот, пошто бил од Куманово, ја од Велес, а девојката и она беше од Куманово, и Драги рекол не, овој ќе го примите од Велес. И ме примија мене. Шетко, интересантен човек е бе. Го знаеш ти? Да, сеќам се на njega во едну прилику. Он умре 99-та година. Да, он доваеше у телевизија КТЛ Куманово кога имаше тука. Да, Тако е КТЛ. необичајно интересантен тип бија. Ова што беше на раскрсница меѓу Да. Драган Стопаревиќ и Ето, Трета тој. Мук. Тука тој Па и доваеше. јас сум гостувал тука Да, со Далавера, стариот Далавера. да, имаше он правну емисију за правници. Ете Да. така. Томе Стејановски. И ја почнувам во Куманово. Дојдов 1 октомври, есенски ден, облачно време. Мене ми се допаѓа облачно време, ја го сакам облачното време, кога не е многу студено, а не е ни многу топло. Прва представа во која почнувам да играм е се поради градината. Од некој американски писател Едвард Олби. Но, пошто е доста комплициран насловот, ние го скративме, односно режисерот Бранко Ставрев, и го нарековме Градина. Се поради градината, поради долгиот комплициран наслов го променивме и го нарековме Градина. Режисер Бранко Ставрев од Македонскиот народен театар. Едно американско семејство, јас сум нивни син, тинеџер, на студии некаде во друг град. Вечерта кога они се собираат во нивната куќа, родителите со нивни пријатели, тој доаѓа од студии, сукоби некакви, малограѓанско семејство во однос на родителите, мислам, Да. малограѓански сваќања, тоа е темата на представата. Моја прва представа во Куманово, да. има многу добри критики и така. Ево, 72 година некоја нова представа, тоа е Ова е Јунона и Паунот од ирскиот писател Шон О. Кейси. Се работи за Ирската револуција. Ја играм едно момче од Ирската револуција, кое што е ранет во борбите и ја губи едната рака, а едната нога му е вкочанета. да, исто е. Инвалид. Шоно Кейси. Да, тоа е и од истата представа. Милојка Ковачевиќ и Љубица Гојковиќ. И Да. овде беше Моври Христовски. Тоа е една представа во која што ја доживеав кулминација од критики.
Позитивни или? Кулминација од позитивни критики. Кулминација од остварување. И интересантна работа што ти, Ѓоре Куманово, наваѓаш своју љубов, своју супругу. Да. Како го запозна, еве ако не е тајна? Па сосема случајно. Дојде она во театар, се запознавме, имавме врска 2 години, за да потоа ја се ожени за неа. И така. И би на кумановски зет. Да. Макар да ја не го обожавам тој збор, зет. Малку е повеќе традиционален. Традиционален, да. Да. Еве сега Ова ова е дипломска представа Бурна ноќ на режисерот Душко Ѓорѓиовски. Студирал во Белград и на Академија режија се дипломира со подготвување на театарска представа. Дојде неговиот професор Мирослав Беловиќ, ја гледаше представата, му даде оценка, мислам, 8. Тука на сликата сме Анастас Миса, Илија Струмениковски и јас. да. Интересна една комедија, многу интересна комедија, по која публиката многу рекоплескаше. Тега Куманово 70-ти години е имало убаву традиција у смисол на духовно саживување с театар. Да. Театарски представи се биле максимално посетени, довоѓале су и млади и стари, аплаузи на отворену сцену. Да. Куманово имало дух за театар. Така. Имаше организирани представи преку стопанските предпријатија, они тоа го финансира, се разбира, правеа откуп на билетите и организирано работниците од фабриките доваѓаа на представи. Што ретко каде во Републиката се е случувало, Да. меѓутоа за нас беше тоа посебен настан, посебно одушевување имаш кога имаш полна сала. И кога играш пред полна сала. И имаш мотивација. Имаш мотивација да играш, да дадеш се од себе, Да. да се ангажираш и така натаму. Еве нова војсо Калуѓерката 73 година. Тоа е погрешно напишано, реквием за Калуѓерката, него представата се вика Во тој мил стар дом. Ово се све кумановци Тоа дека. се све тука Може да ги глумци на кажеш, еве. Кумановскиот театар. Тука е директорот Томе Спасовски, до него е режисерот Благој Андреев, Ѓоко Николовски, суфлерката Нада Христова, Душко Ѓорѓиовски, Анастас Миса, Милојка Ковачевиќ, Боро Величковски, Илија Струмениковски, Бранко Наковски, овде сум јас, во средината, па Љупка Врджиска, Шенка Колозова, Мира Боцева, Наталија, ќерката на Анастас Миса, ете тоа сте. Да, ово се све маркантни имиња на театар у Куманово. Да. Битен момент во ваш живот е, ви сте биле дел од снимање на чувен легендарни филм на Ужице, Да. еден извареден партизански филм кој е бие многу гледан и по кина и на телевизор, И па се чак што више прикажува- ден денеска го гледа И луѓе. ден денеска се прикажува Да. на телевизија. Тој бие голем залак што вика Кумановци да се сними такав филм. Опиши ни тој како е се дешава. Се снимаше 74 година. Јас бев војник во Ужице и се случи во екипата на онаа техничка екипа на филмот. Режисер беше Жика Митровиќ. Ја ќе ги прикажува слике, ти избори си. Да. Имаше некои асистенти од на Жика Митровиќ кои што беа од Скопје. Со еден од нив се познававме и тој ме сретна, вика, ќе те земам во екипата. И после ги завршија оние формални работи. Поднесува барање до командата, мене ме ослободија од војска и отидов во екипата. И таму престојував повеќе време. Да, имај си прилику да Игравме- стекнеш едно големо искуство с такви имиња у глумот. Па, искуството е тоа да се запознав со Марко Тодороvić, Да. Божидарка Фрајт, загребска глумица, Неда Арнерич, Покојна. покојна, да, Мија Алексиć,
Петре Прличко беше таму, со кого веќе се познававме. Наш Петре Прличко, да. И плејада на други глумци. Овој Алјоша Вучковиќ, Да. еден измореден човек. Изворен човек. Па Раде Шервеџија, тоа беше доживување. Доживување, да. Така. А ние, јас и уште некои со мене, бевме придружба на Врховниот командант. Придружба телохранители, што би се рекло, пошто е тоа воено време, може да пукне куршумот некаде. Ние постојано го придружувавме Врховниот командант што го играше Марко Тодоровиќ. И колку време траја снимање на Ужичка република? Па филмот траеше некаде 4 месеца во Ужице, а потоа екипата замина за Војводина, а јас се врати во Касано. Тоа е. Тешко е било снимање, мало е... Па, беше така, откај февруар почна. По повише годишни времења. Да, февруар 74-то, уште имаше снег, уште беше студено. Па траеше докај доцна пролет веќе. Да, во свак случај, еден прекрасан филм. Да. Еве, Жан Валжан и Жан Козета. Валжан и Козета, тоа е детска представа во Кумановскиот театар. Дававме представи за деца. Благој Андреев е режисер, ете го во средината, ете го Илија Студениковски, Драган Бошевски, Боро Величковски, јас, Анастас Миса. Исто ово е Козета. Тоа е исто така од истата, и тоа е од истата представа. Да, тоа е ти Стремениковски. Да. Така. Веројатно ово е иста представа. Исто, не, ова е Ленче Куманович. Ленче Куманович, пардон. Да, ова е Ленче Куманович. Наша чувена култна представа Ленче Куманович. Така публиката ја нарече култна представа. Да. Па и министерката кога доваѓаше и сега во јуни месец во Куманово и кога одржа еден така краток говор, меѓу останатото кажа дека е тоа култна представа. Да, еве ми ќе покажеме тој слику. Кај ти била министерка, еве како детај. Тоа е било сек брзо. Во Центарот за култура. Тука ние, глумците што сме живи и фамилиите на покојните глумци. Еве ова е исто. Да. Тука е директорот Сашо, јас и министерката. И да се вратиме сега па назад, исто представа која е била доста динамична, интересантна и публика го е сакала е Поп Киро и Поп Спиро. Да. Тоа е во 71 година. Поп Киро и Поп Спиро, сукоби на двајцата попови таму некаде во Војводина. Да. Сите нивни така недостатоци во карактери. Фамилиите. Еве, тој си био дека, која е артистка сте? Тоа е Ленче Кумановче. Пред портата на Аџи Трајко, Ова кога е ја убедува да бега за него. Ја убедува да побегне за него, она малку се колеба, да размислува, ајде може ли тоа утре да го направиме, ама зашто утре, ќе ме сакаш ли утре повеќе отколку денеска? И така натаму. чувани Радован Трети. Радован Трети, да, Шенка Колозова, а јас сум во улога на Еленче, или Јеленче. Радован и Душко Ковачевиќ, Куманово, да. Душко Ковачевиќ е авторот на Радован Трети. Тоа е Милојка Ковачевиќ, што ја игра Руменка. Ово е... Градина. Да, еве, Ете Градина, ете ги родителите, Шенка Колозова и Момир Христовски, а јас се враќам од студии со куфер. Да. Ево дека венчани. Да, тука во представата Мачка во вреча, во режија на Дине Станковски, кој што е покоен, и оваа представа се сними и за телевизија и беше прикажана само еднаш премиерно. Да. Ова е Паунот 25. Јунона и Паунот. Да. Тоа веќе го кажавме. Тука сме од десно према лево, Момир Христовски е Джек Бойл,
Чичко Тане Шнајдер, јас во улогата на Џони Боју, еден, реков пред малку, несреќно едно момче, кое што покрај здобиените рани и инвалидноста, доаѓа кај него до една грижа на совеста затоа што после малтретирањата во полицијата Да. кажал некои имиња И проблеми се има. и сега доаѓа до грижа на совеста. Да. И на крајот на представата ќе дојдат двајца негови бивши другари и ќе го убијат. Ова слика, Ѓоре, Тоа е на новогодишна прослава во бифето на театарот. Дедо Мраз и Анаста Смиса им поделува пакетчиња на нашите деца. Тогаш ние бевме млади, а нашите деца беа мали. у тој чувено бифе, тој е имало безброј седенки, муабети, Да. Уметнички клуб, уметнички клуб, поемски работи, боемски работи, да. детска градина 78 година. Па тоа е, јас сум Дедо Мраз во детска градинка, а тоа е мојата ќерка, што одеше во таа градинка и не ме препозна. Да. Малку е се сомневала дека сум ја и кажала на мајка и бе, како да беше тато нешто, панталоните му ги препознав. Ама не знам дали беше тато. Ово е прилика да го поздравиме и твојега сину, и твојега керко и унуци, па да ги спомнеш и твои унуци кои са ти. Да, еве да ги кажеш по име, Така. свите. Колку унука имаш, Ѓоре? Имам 5, Нек су живи и здрави. фала. Најстариот има 24 години и се вика Матеј. Добро. Тој што доаѓа по него има 22 години и се вика Михаил. Потоа имаат сестра, која што се вика Георгина, го носи моето име, Браво. и има 15 години. Тоа се сите тројца од мојата ќерка. А после имам два внука од синот, поголемиот се вика Тео, има 13 години, а помалиот се вика Калин и има 11 години. Сега мора те прашам, дали од овие 5 прекрасни унуци и унуки има некој афинитет да го наследи дедо на појена глуму? Најголемиот Матеј покажа некои афинитети, меѓутоа со текот на времето како да исчезна. Играше во една представа во гимназија, кога беше во гимназија. Да. И не зборува веќе за тоа. Овдека ти е едно признање од претседника на државу Стево Пендаровского. Председателот на Републиката на 9 март оваа година дојде во Центарот за култура и ни ги врачи овие благодарници за учество во така и тој ја нарече култната представа Ленче Кумановче. Ете, ово се ти све драги признанија. Ни ги врачи на нас тројцата, Љубица, јас и Илија Струмениковски. И овдека е Ѓоре улогу на адвоката, ти си работаја едно време и адвокат, Да, вие си успешен човек и на тој поле. Да, Ми ќе покажам фотографија од тоа тоа. е, дојде еден мој пријател, овој, не знам ти дали го знаеш, Терзовски, не Терзовски, во Народна техника што работеше, сега е во пензија, новинар, снимател, Не, Дуле ли? Дуле, Дуле, ха? Дуле Додевски мислам се казва. Да, Душко. Душко Дојде во моја канцеларија и вика чекај да те сликам. Сат и 7-8 минута збориме од Ѓоре. Да. Подршка си маја од супругу, овој све што си го работаја. Бие си пуно ангажиран на поле на театар, живот е бие динамичен, Да. испунет си бие као човек, али без подршка на супругу, овој мислам дека тешко би било стварно. Од секогаш има подршка. Секогаш. Од сутен представи, гостувања на театарските игри Војдан Чернодрински, кои што се одржуваат секоја година, порано беа во мај, сега се малку изместени во јуни, ми се чини. И еве да се пофалам, тоа не го спомнавме, во 72 година добив награда на театарските игри Војдан Чернодрински, награда за специјално глумачко остварување со представата Електра од античкиот писател Софокле. Имаш тука некои фотографии, 2-3.
2 мислам. Али тој ти е исто едно драго признание. Специјално Специјално, актерско остварување. Добивме награда јас како Орест, така се вика во представата Електра, и Милојка Ковачевиќ како Клитемнестра. Колку имаш признание добиено живот на поле за успешну работу на поле на глума? Па се подигна моето ниво. Одеднаш се подигна моето ниво. Имае се Пред тоа пуно, да. бев малку повеќе оговаран, омаловажуван и така натаму, да, одеднаш, па, чекайте, он доби награда на Републички театарски фестивал, Да. када тоа не е мала работа, мала а работа. наградата беше парична, 100.000 динари тогашни од фестивалот и 40.000 денари од театарот. Така беше регулирано со правилник. Значи вкупно 140.000 денари, а мојата плата беше 90.000 денари. Платата месечно. Да. Значи, Сега те прашам, да. дали малку ми како луѓе се оддалечимо од театар, овој време сега на глобализација, на интернет, Се оддалечив. представи све помалку, деца су ни затворени дома с компјутери, изгуби се вредност на театар. Се оддалечивме, меѓутоа мене ме радува еден факт, што го видов минатата година. Денови на комедијата. Секоја година, негде на почеток на октомври, почнуваат деновите на комедијата. Минатата година ми се јави директорот Сашо и ми вика, дојди да ти ги дадеме, ми даваат гратис карти. За мене и за сопругата. И викам, добро, ќе навратам. И воедно да испиеме по едно кафе. Така. И ја наидувам на кај Центарот за култура и гледам редица пред билетарницата, од билетарницата па до онаа улица кај што се скопските дуќани. Значи, има Редица чекаат да интерес. купат билети. Тоа толку ме израдува. Значи се вратила... Али, Ѓоре, да не ме разбереш погрешно, тоа е еден пут годишно. Треба да има динамика, да има постојано такви настани у смисол на театарски живот. Па треба да има динамика, меѓутоа еве театарот се реновира. Тоа реновирање се раздолжи. Немаат средства. Нема Министерството за култура средства да ги подржи. Макар да имаат ветено. Они се Центар за култура Така е. под надлежност на Министерството за култура. И финансиска надлежност и останата надлежност. Меѓутоа, кога нема пари, не можат да продолжат. Сега во моментов им требаат 1.200.000 евра за да го довршат проектот. Меѓутоа не можат да најдат ни 100 евра. И ти кажа една убава идеја, кога се реновира театар, надamo се ќе се заврши, треба да има некој мал, не мини, да кажем, музеј, каде што ќе биде поставени овие фотографии од Да. ваше и на други глумачки творештва на град Куманово. Фотодокументација, Да. документација од весници, каде што се објавувани критики, Да. плакати театарски, каде што се објавува кои ликови играат, се објавува име на представата, ќе се прикаже на тој ден премиера, реприза и така натаму. И така натаму. Скроз на крај, бар кажи ни некој збор на Кумановски. На Кумановски. Ти си бише породен Куманово, што вика одека. Па јас сум 53 години во Куманово. Во представата Ленче Кумановче зборував на Кумановски. А бев само една година како бев дојден во Куманово. Меѓутоа, текст е текст. Кога имаш Што ти е од кумановски желба и дијалект волја, најупечатлив? ќе го научиш текстот. И на генералната проба имаше еден од работниците таму во театарот, ја гледал пробата и после пробата на генералната проба. Ми вика, Ѓоре, само 2 зборовни грешки направи во целиот текст. Викам, генерална проба, само 2 зборовни грешки, тоа е максимален успех. Дома со супруга зборите Кумановски, или? Значи, зборував перфектно Кумановски, меѓутоа мелодиката дали ја погодив, тоа не знам. И мелодиката има свое значење. Така. Сите си имаат своја мелодика.
Битолчани имаат своја мелодика, Прилепчани исто така. Струмичани е своја. Струничани да. пак Сви, да не зборуваме така. Скроз за крај последно прашање. Да. Млади луѓе кои сакаат да улегне у глумачки воде, што би ги ти како искусан човек од театар саветување на младого човека кој сака да биде еден ден успешен глумац? Една твоја понука. Што би му советувал? Да. Да работи многу. Да чита многу, да работи многу. Не само на пробите, што ги држи режисерот, него да работи и дома и да работи. Ја едно време ми се случуваше точно кога ја подготвувавме ова, сега што ја спомнав, Електра, кај што тоа е античка трагедија, кај што има доста и стихови. Не е само романсиерски текст, Да. не е само драмски текст, него има и стихови. Го земав клучот од главната врата, онаа службена врата, и доаѓав на сцената, ќе запале светло и тука пробував. Ја сам. Никој да не ми смета. Мораш да го совладаш текстот, мораш да совладаш движења, мораш да совладаш гест, да совладаш комуникација према партнерот. Значи, све се сведува на тоа, треба многу да работат. Да се човек надоградува. Да не се сам- надградува. А и се разбира, со паралелно читање на многу литература. Книжена литература, драмска литература, Да. гледање представи како публика Да. и така. Фала ти, Ѓоре, што беше гост. Ја ти посакувам успешно здравје и да се видиме у другу прилику па да збориме. Еве јас скроз на крај па ќе го спомнам нашега драгога спонзора Имунопасик. Ова е тај фантастична каша за имунитет, компанијата Доксин. Пробајте, нема да погрешите. Толку за денеска, поздрав од ресторан Ексклузив и све најбоље.